информација. Отварам уста 45 минути, не затварам, така што мора да бидам на време опомената. Ветувам. Благодарам. Во интерес на времето, јас веднаш би се слуша доволно? Да, добро, благодарам. Благодарам. Како што гледате насловот на моето излагање, логиката, критичкото мислење и еманципаторската димензија на образованието во дигиталната ера, во интерес на времето би сакал да се фокусирам врз појаснувањето на значењето на клучните концепти што се присутни во самиот наслов на излагањето и во таа смисла би почнала од крајот, односно од белезите на дигиталната ера, бидејќи сметам дека тоа е еден од тие суштински фактори кои што ја наложуваат потребата од трансформација и ја прифаќам поентата на колегата Гајдов, значи трансмутација на образованието е една посуштинска промена која што се наметнува како неопходна. Кога зборуваме за дигиталната ера, обично овој интензивен развој на технологијата, кој што почнува во 21-то столетие, се означува со името четврта индустријска револуција, која што се надоврзува на третата, односно дигиталната револуција, меѓутоа се карактеризира со уште потемелни промени, чија што суштина е всушност замаглување на границата меѓу физичката, дигиталната и биолошката сфера. Значи, интеграцијата на физичкото, дигиталното и биолошкото генерално се смета како една од најзначајните одлики на оваа четврта индустријска револуција, која што се опишува дури како еден комплетно нов цивилизацијско-технолошки бран, кој што на моменти навистина наликува на цунами. Меѓу белезите на таа четврта индустријска револуција обично се истакнуваат неколку значајни аспекти, кои што делумно се надоврзуваат, меѓутоа делумно именуваат некои суштински одлики на претходните епохи. Првата од нив ја обично се опишува со англискиот термин information overload или преоптовареност со информации. И со тоа се алудира на една релативно невообичаена ситуација во историјата на знаењето и неговото стекнување. Ако порано главниот предизвик било како да дојдете до информации, сите што имаме градено нашата кариера во некои поранешни времења, знаеме колку беше голем потрпен потвор воопшто да дојдете до книгите што ви се потребни. Денес имаме сосема обратна ситуација. Имаме предизвик да навигираме низ информацијската џунгла, така што во литературата за овој феномен на преоптоварење со информации има и нови така иновативни концепти, например infoxication, значи интоксицираност со информации, просто затруеност, или има information obesity. Значи, како информацијски обезитет, нели, како телото кога ќе се преоптовари со храна, така и умот кој ќе се преоптовари со информации. Друга значајна и одлика поврзана со првата, исто така е фактот што самата општествено-економска формација, така да се каже, со марксистичките термини, во која што е доминантна во современото општество, капитализмот, сега добива нови форми. Например, една од најзначајните, така според мене, најинформативните синтагми е она што се нарекува капитализам на платформите. Платформ капитализам се мисли нели на овие информацијските платформи, или исто така се нарекува капитализам на надгледувањето, surveillance капитализам, поради комплетната видливост на целокупната активност на информацијските платформи. Што е битно за тој капитализам на платформите? Тоа што сега, всушност, главен ресурс не се, како порано, да речам, недвижнините или, не знам, средствата за производство, туку податоците на корисниците. Значи, податоците на корисниците се комодифицираат, се претворуваат во добра и практично целото тргување и екстракција на профитот се поврзуваат точно со корисничките податоци, кои што буквално сите ги ловат поради своите цели на продажбата на своите добри. Сега, тој капитализам на платформите во својата најсовремена форма дури се нарекува уште исто еден нов концепт, така наречен технофеудализам.
Значи, одредени значајни економисти светски и филозофи, меѓу другото, инсистираат на фактот дека суштината на капиталистичкиот начин на производство во современата епоха се изменува во правец на враќање на некои белези на феудализмот. Се разбира, тоа не е враќање кон класичниот феудализам, туку е една изменета форма на самиот капитализам, во смисла на тоа дека преку современите платформи всушност се заобиколува базичната карактеристика на класичниот капитализам, слободниот пазар. Значи, практично веќе не постои компетиција по фер пазарни законитости, туку едноставно платформите за себе го приграбуваат вниманието на корисниците и повеќе за таа голема концентрација на огромните технолошки компании, кои што буквално се појаки од националните држави, националните економиите на многу национални држави, практично го владеат светот како некои феудални господари од новата ера. И една од основните белези на тој современ технофеудализам е што всушност, тука цитирам, се разбира, не е тоа моја, да кажам, моје сознание, но така се врти во литературата, дека наместо поседувањето на средствата за производство, како класична одлика на капиталистичката, старата капиталистичка класа, денес немаме поседување на собственост на средствата за производство, туку собственост на системите за модификација на поведението. Behavior modification. Значи, денеска поентата е да се поседуваат платформи кои што го модификуваат поведението на корисниците, како што би рекол Гинтер Андерс, креираат потреби, значи не креираат производи, туку креираат потреби за потоа да се креираат производи што ќе ги задоволат тие потреби. Значи, креацијата на потреби и, да кажеме, навлекувањето, така да се каже, создавањето адикција од тие производи е една од новите белези на оваа индустријска револуција и секако не можеме да ги занемариме големите јазични модели, така, новите пробиви во вештачката интелигенција и во излагањето на председателката на ФИСП, која што го споменав на почетокот, беше експлицитно споменат ChatGPT, дека само 3 години помина од неговото јавување, а веќе сведочиме на револуционерната промена на некои белези на нашиот свет, начинот на кој што осознаваме, комуницираме и едноставно живееме. Следна фаза се е развојот на така наречените дигитални действители, значи не само модели на комуникација, туку и буквално действители agents, нели на англиски, кои што самите преземаат акции во светот. Значи, тоа што било карактеристично за човечките суштества, сега веќе имаме, како што би се рекло, еден нов дигитален специес. Имаме меѓу нас други типови на действители кои што се способни да преземаат такви действија што претходно биле резервирани само за нас луѓето. Сега нормално се поставува прашањето во еден таков револуционерно изменет свет, каква е улогата на образованието. Реков трансмутација, поентата е земена. Значи, нормално дека образованието не може да остане на истите шини, на истата пруга, кога веќе целиот свет излегол од таа пруга, од таа шема. Така што, исто така, доста автори го поставуваат прашањето дали сега, со овие нови технолошки напредоци, одиме во правец на едукацијска утопија, или, значи, образовна утопија, или едутопија, како се нарекла, во смисла на тоа дека со новите средства на вештачката интелигенција, достапноста на информациите и перспективите на креативност што тие ги отвораат, де факто доаѓаме во еден свет за кој што порано сме можеле да сонуваме. Се што би се рекло само еден клик оддалечено. Значи, информации, книги, видеа, што ги споменав, буквално да гледате видеа од Харвард, од Оксфорд, од Кембридж, значи без да плакате илјадници долари за да ги слушате најзначајните, најинспиративните филозофи, економисти, доктори, да се разменуваат информациите со една таква невидена брзина, навистина би можело само да се сонува неколку децении претходно. Од друга страна, како и секогаш, работите имаат две лица, по некои белези, односно по тоа колку овие средства на вештачката интелигенција овозможуваат надзор, нели,
постојана контрола, понатаму исто така можности за многу софистицирана манипулација, сериозни, да кажам, загрозувања и на слободата, но и на оригиналноста. Сега веќе со пишувањето со ChatGPT, веќе на вистина ги поставува некои, не тера да ги преиспитаме основите на академското пишување, на научното, што е сега тука наше, а што генерирано во диалогот со тој чуден нов соговорник. Така, каде, зашто да даваме поени на студентите, зашто да им одземаме? Да забраниме да користат алатки на вештачка интелигенција, апсолутно, нели, контрапродуктивно, бидејќи добро искористени тие можат и многу креативна улога да играат. Од друга страна, па некритичкото користење на вештачката интелигенција буквално ги редуцира најважните особини што образованието треба да ги задоволи. И затоа едноставно промената на традиционалните улоги и на наставниците, и на учениците, и на образовните системи е едноставно една задача која што нам ни предстои, која што мораме постојано да размислуваме како ќе се оствари. Сега доаѓам на другиот клучен концепт, значи критичкото мислење во овој нов контекст. Постојат уште децении наназад трендови кои што, и тоа од најразвиените земји, кои што го посочуваат критичкото мислење како една суштинска образовна цел. Например, Харви Сигел, еден познат американски мислител од таа филозофската насока на критичкото мислење, експлицитно вели дека култивирањето на умот, значи cultivation of reason, е главната цел кон која што стреми образованието, при што умот и како кажеме синоним и за интелектуалните, меѓутоа и за етичките капацитети. Сега, критичкото мислење е, сите што се занимаваат со овој проблем знаат дека воопшто не е лесно да се даде еднозначна дефиниција на критичкото мислење, особено поради фактот што тоа е една интердисциплинарна тема. Така, битна е за нас филозофите, меѓутоа и педагозите и психолозите минимум, и дејците во другите дисциплини, значи секој што се занимава со наука и со образование, со пренесување на знаењето, исто така на некој начин е заинтересиран за критичкото мислење. Така што јас, како што реков, сепак немам многу систематско истражување направено, тоа здравје ќе биде за пишаната верзија на текстот, но би сакала да кажам дека во рамките на нашата институција, на филозофскиот факултет, уште пред неколку децении, ако не се лажам, колешките Сузана Миовска и Елена Ачковска има еден значаен проект од кој што излезе и студија, така која што беше фокусирана на методите на како со читање и пишување, нели, да се дојде до напредување на критичкото мислење, и во студијата, ако не се лажам, фокусот беше врз примената на критичкото мислење во универзитетската настава, и таму навистина за прв пат на македонски јазик посистематски беа тие концепти, методи и практики кои што апсолутно извршија значајно влијание во промената на парадигмата. Но она што сметам дека уште останува да се направи, особено од филозофска гледна точка, така, значи да се расветли проблемот на критичкото мислење од филозофска гледна точка, е да се потенцира колку за покрај педагошките и психолошките аспекти на критичкото мислење, што секако се незаобиколни, значи колку е важно да се потенцираат филозофските, особено логичките аспекти, значи и логичкото и филозофското образование за формирање на еден комплетен модел на критички мислител. Значи мојата теза е дека вистински критички мислител не може да се стане доколку не се експлицитно, како што велеше професорот Цуцуловски. Значи не можеме тие компоненти на филозофското образование да ги добиеме доколку не се зафатиме со нив преку изучување. Значи мораме директно и непосредно, свесно и рефлексивно да ги усвоиме за да можеме да ги активираме, да ги примениме во пракса. Јас сега реков, нема време да давам преглед и анализа на дефинициите на критичкото мислење, само би сакала да укажам на етимологијата, значи затоа што мислам дека етимологијата на овој концепт во филозофска смисла е многу важна. И во заднината на критичкото мислење лежи концептот на кринеин, значи глаголот кринеин, што значи разликува, донесува суд, значи суди. Критес на старогрчки е судија, значи
Поимот на критичкото мислење е поврзан со нашата способност да разлачиме нешто, така, да евалуираме, да оцениме, да донесеме суд, па дури да пресечеме. Така, значи да решиме и да донесеме некаква одлука. Значи тоа разликување, анализа, евалуација и донесување на одлука во некоја контроверзна ситуација тоа е суштината на филозофскиот концепт на критичкото мислење и затоа вака да кажам генерално и најопшто мислам ми е блиска таа дефиниција на критичкото мислење како способност за донесување и издржан суд. Значи суд во смисла и во познавател, меѓутоа и во етичка смисла, најчесто и во двете, базиран врз објективна анализа и евалуација. Значи аналитичкиот, евалуацискиот и моментот на суд, проценка во смисла на донесување суд што резултира со некаква одлука во некоја теориска или практична ситуација. Друга битна филозофска компонента на критичкото мислење е поврзаноста на квалитетот на мислењето и квалитетот на действување. Ние луѓето сме така конструирани што нашиот систем на верувања го води нашето действување. Во таа смисла, како ни е среден, како да се каже, светот во умот, така тоа се одразува во квалитетот на нашето индивидуално и колективно действување. И затоа, како што велат едни од Пол Елдер, значи познати мислители што се занимаваат со филозофската и психолошката димензија на критичкото мислење, за мислењето со низок епистемолошки квалитет. Значи тоа што не е базирано врз овие аспекти на објективна анализа, евалуација, способност за донесување вид, всушност ние плаќаме многу голема цена. Значи многу скапо практично се плаќа мислењето со низок квалитет, бидејќи тоа во нашето действување ни прави проблеми, значи создава ситуации кои што со едно поквалитетно и добро фундирано мислење би требало да ги избегне. И затоа, ако сакаме да го напредиме квалитетот на мислење, на действувањето, мораме да работиме на квалитетот на мислењето. Сега, во 5 минути што ми престануваат, дискусијата очигледно ќе одложиме за подоцна. Сакам да само накусо да ги наведам трите аспекта што ги има и во абстрактот, кои што се поврзани со тезата дека логичкото образование го сметам како јадро на едукацијата за критичко мислење. Првиот аргумент е тоа дека и покрај тоа што ние логичките принципи како генерално интелектуално компетентни човечки суштества ги применуваме спонтано интуитивно, за вистински профил на критички мислител е многу битно нив да ги употребуваме свесно и рефлексивно, односно со знаење за логичките стандарди, норми и принципи, затоа што логиката е дисциплина која што се занимава со принципите и стандардите на правилното, односно валидното размислување и точно во тоа се состои низината нормативна улога. Значи, бидејќи ниедна друга дисциплина, освен логиката, не кажува во што точно се состои коректноста на мислењето. Значи, другите дисциплини ги преземаат тие стандарди, меѓутоа логиката е единствената која што нив систематски ги проучува и затоа таа во сите дисциплини, уште од Аристотел, се смета како органон, значи орудие кое што мораме да го практикуваме сега. И затоа, мислам, суштината на овој аргумент е дека логичката коректност е нужен, иако не е доволен услов за критичноста на мислењето. Значи, мислењето може да биде логично, а да не биде критичко, ама не може да биде критичко ако не е логично. Значи, тоа е кондицио sine qua non. Колку повеќе ги познаваме принципите и правилата на логиката свесно, толку подобро го остваруваме аспектот на критичност. Второ, зошто е логиката и нејзиното познавање неопходна за развојот на критичкото мислење? Затоа што логиката има уште од антиката па до денес една многу битна одлика, што служи како алатка за интелектуална самоодбрана. Уште од Аристотеловите софистички побивања знаеме дека начинот да се спротиставиме на сите видови на софистички, односно намерни манипулации со интелектуалните механизми е точно да ги разобличиме со помош на логичките орудија. Како што реков, во четвртата интелектуална индустријска револуција, се извинувам, во дигиталната ера, софистицираните алгоритми се изградени со многу добро познавање на слабостите на нашата психолошка и логичка конституција, односно тие буквално го користат
ресурсот на нашите инхерентни когнитивни слабости, нашата предиспозиција да правиме одредени логички грешки, предрасудата на конфирмација, бендвегонот, нели како се вика, колективното расудување и така натаму. И затоа многу е битно во современата ера да ги оспособиме учениците и студентите да го ажурираат интелектуалниот антивирус софтвер, како што би се рекло, односно свесно да знаат, да ги едуцираме за тоа кои се нашите инхерентни слабости. Сакате како оние видолите на Бекон, сакате со таксономија на класичните логички грешки, за да знаат самите да ги избегнуваат во своето расудување и да знаат како да се одбранат кога ќе видат предмет за нив. Друга предност, значи друг аргумент зошто критичкото логиката е многу важна и неопходна за развојот на критичкото мислење е поради поврзаноста на логиката и природниот јазик. Тоа и дава нејзе универзалност, која што ниту математиката, ниту другите природни науки, кои што несомнено придонесуваат за развојот на критичкото мислење. Тоа никој не го негира, но поентата е тоа дека манипулациите на телевизија не одат со, или во јавниот говор, не одат со формули, туку одат со природниот јазик. Значи, ја користат повеќе значноста на природниот јазик и нашето уверување дека ако знаеме јазик и ако сме генерално интелектуално компетентни, тогаш сме способни сите аргументи да ги видиме, оцениме и да се заштитиме од грешките. Не е тоа доволно, затоа што ни треба дополнително стручно знаење. И на крај, рефлексивната димензија на логиката. Многу е битно тоа што само логиката е, како дел од филозофијата, е онаа дисциплина која што систематски се занимава со метакогнитивното рамниште, бидејќи е размислување за начинот на кој што размислуваме. И токму поради тоа, таа е некако најквалификувана да ја развива таа интелектуална доблест на самокритичноста, а да се биде самокритичен, значи да се има дистанција по начинот на кој што сами размислуваме, има и епистемолошка и етичка важност. Значи таа не учи да бидеме со отворен ум, да не бидеме врзани за слепо и догматски за своите уверувања и да прифатиме дека ако има подобар аргумент, тогаш по наш интерес е да го прифатиме и да го уважиме. Последниот слайд. Се извинувам ако за некој да пречекурувам. Третата компонента присутна во насловот беше поврзана со еманципаторската улога на критичкото мислење. Што значи еманципација? Од латинскиот термин, нели? Излегување од власта на нечија рака, така да се каже. Значи, кога се еманципирате, значи дека се ослободувате од нечи потенцијално заробувачки список. И во таа смисла критичкото мислење и генерално логиката и филозофијата како негово јадро не оспособуваат за три вида еманципација. Значи, прво, еманципација на самото образование. Значи, многу е битно образовниот систем да биде еманципиран од сите видови влијанија кои што сакаат да го инструментализираат. Политички и економски, главно, тоа се факторите. Така што таа способност за критичко мислење е важна за еманципација на целиот систем. Второ, еманципација низ образованието. Тука го имаме кантовскиот идеал на сапере ауде, просветителскиот, нели? Осмели се да мислиш со собствена глава. Полнолетството интелектуално се состои во можете да се употребува собствениот ум и тоа е една од најзначајните придобивки на образованието воопшто. Значи да се учиме да мислиме издржано и објективно и вредносно со своја глава. И еден парадокс, значи Седен Керкегор вели филозоф без парадокс е како љубовник без страст. Значи филозофијата, парадоксот е суштина на филозофијата. Критичкото мислење во оваа негова димензија ни овозможува да се еманципираме од образованието. Во која смисла? Во смисла на тоа што која ќе се способиме за критички мислители, се способиме за реевалуација на наследената мудрост што сме ја добиле од претходните генерации од системот, но таа реевалуација може да биде и конфирмација, значи резултатот од таа реевалуација може да биде и навраќање и ново ценење, значи согледување на нештата што сме ги научиле во нова и позитивна светлина, додека дел од нив исто така може да бидат оставени зад себе и во таа смисла овој парадоксален
ефект на емансипација и од она што сме го наследиле, пак ја афирмира таа улога на филозофот и учителот како човек што никогаш не престанува да учи и кој што е способен и дел од своите претходни уверувања од силата на, како што реков, подобриот аргумент да ги напредува, и тоа е уште една поента на што дискутиравме, како способноста за, како велат, човек учи додека е жив, но човек е жив додека учи. Уште една од лекциите на критичкото мислење. Се извинувам за времето, запирам.